Дел од маркетите ги зголемиле бруто маржите за 2 до 5% во споредба со лани, покажале контролите на пазарниот инспекторат. Поради тоа, владата ќе ги повика на состанок и ќе побара објаснување за поскапувањата. Премиерот Мицкоски порача дека ваквото зголемување нема да се толерира. Да бидам конкретен со пример, ако минатата година во јуни месец бруто маржата била 10%, сега е 12 или 15%. Тоа се тие дополнителни 2 до 5%. И тоа ние нема да го толерираме и многу јасна порака ќе испратиме кон тие. Кога би се намалиле тие 2 до 5%, тогаш практично ние би биле земја со најниска инфлација во Европа во овој момент. Иако очекувам стабилизирање на инфлацијата во јуни месец, многу помала вредност во споредба со мај и со април. Се анализираат околу 600 основни производи во 74 групи. Се проверува колкава е заработката на секој чекор. Од производителите преку дистрибутерите до маркетите. По анализата ќе се знае дали ќе има мерки. Извештајот се очекува за околу 1 месец. Бидејќи инспекторите споредуваат мај годинава со мај лани, Сител направи анализа на синдикалната минимална кошница за истиот период, со фокус на храната и пијалоците. За оваа ставка во мај годинава биле потребни на 25.400 денари за 4-члено семејство. Тоа е околу 3.000 денари повеќе од лани. Вкупната кошница пак за една година е зголемена за околу 6.000 денари. Во април и храната и инфлацијата биле највисоки оваа година. Храната чинела 26.085 денари, а инфлацијата била 5,7%. Во мај двете малку се намалиле. Инфлацијата според државна статистика била најниска во февруари, пред да почне војната на Блискиот Исток. Минатата недела премиерот Мицкоски на средба со представници на маркетите рече дека се договориле годишната инфлација да не надмине 3% во јули. Министерот за економија Дурмиши пак за деновиве најави состанок и со производителите и со добавувачите. Колку била инфлацијата во јуни ќе се знае во вторник. Мартин Арсов, Сител телевизија.